важно да граѓаните го разберат дека покрај безбедноста, членството во НАТО и во Европската унија значи и подобар живот за сите граѓани, точно преку овакви проекти и преку градба на инфраструктурата, за што владата ќе биде максимално посветена. Знаете дека овој проект беше проект со многу проблеми, технички проблеми, проблеми во изведба, имаше претходно изведувач кој што не ги завршуваше работите. Вложивме сериозен напор заедно со Министерството за транспорт и врски и со железничкото предпријатие инфраструктура за да се одглават овие проблеми и како од технички, така и од финансиски аспект. Среќни сме и задоволни што можеме да кажеме дека ова е еден од проектите кои што го одглавивме, еден од повеќето проекти кои што веќе се во реализација и во завршна фаза на реализација. Железничката пруга ќе биде со сите своји сегменти завршена до крајот на оваа година. Практично ќе биде можно да биде пуштена во употреба до 31 декември. Како што гледате, целокупните градежни работи се веќе завршени, шините се поставени, останува да бидат довршени некои работи во околината на пругата, а тоа се значи сигнализацијата, електриката, информатичкиот систем, железничката станица, паркинг плацот околу железничката станица. Сакам да кажам дека оваквите проекти имаат двојна улога во економијата на Република Македонија. Од една страна значи ја подобруваат инфраструктурата и даваат можност да робата, стоките кои што се произведуваат во Република Македонија имаат побрз пристап до Солунското пристаниште од тука до целиот свет, но исто така значи овозможуваат побрз транспорт и на граѓаните и подобра комуникација со соседните земји, во случајот со Грција. Мислам дека ова е еден проект кој што беше зборуван уназад 30 години, но еве сега е веќе реализиран и се надеваме дека од нова година ќе ги видиме првите возови како ќе поминуваат низ оваа пруга. Меѓутоа има и двојна улога, реков. Втората улога е што оваквите проекти го заживуваат и градежништвото во државата, односно имаат сериозно влијание врз големување на бруто домашниот производ. Практично со раздвижување на овие проекти кои што ги имаме во портфолиото на владата на Република Македонија во делот на инфраструктурата, а не на некорисни проекти за граѓаните, ќе се заживее и градежништвото и ќе се вратат и бројките на растот на бруто домашниот производ кои што очекуваме следната година да достигнат високи бројки, а сето тоа во интерес на граѓаните. Добар ден на сите, почитувани представници на медиумите. Денес сме тука заедно со вице-премиерот, градоначалничката на Битола во посета на пругата Битола-Кременица. Значи сакам да го изразам задоволството со тоа што после цели 32 години конечно ова пруга ќе биде во функција. Како што сум информиран од изведувачите тука, пругата е целосно завршена, така да станува збор за онај вториот дел кој што треба да биде завршен, а тоа е согласно роковите кои што се имаат до крајот на годината, да се постави значи сигнализацијата, таа да биде инсталирана, се разбира. Тоа исто така бевме информирани дека ќе биде направено. И морам да потенцирам дека имаме сериозно задоволство затоа што еден блокиран проект како влада кој што го затекнавме во изминатиот период целосно беше одблокиран и согласно роковите кои што треба да бидат а се до крајот на оваа година ќе биде завршен. Ова ќе значи поврзување на Пелагонискиот регион со Република Грција. Апсолутно ќе значи исто брз транспорт на стоки и услуги, со кои што се разбира и не само домашните, туку сите странски компании кои се тука во зоната и надвор од зоната ќе можат да ја користат оваа пруга и на тој начин се разбира ќе се стигнува побрзо и до самото Солунско пристаниште.